Почитувани гледачи, добродојавте на програмата на телевизија Стар. Во убава можност да ви понудиме еден разговор, едно интервју со човек кој што има завидна, би рекол, и академска кариера, меѓутоа и политичка, од аспект на учество во многу политички избиднувања во држава, од нејзиното самостојување до денеска. Човек со кој што може да се разговара и од аспект на избирачките списоци, и од аспект на кризите кои што ги имаме во државата, и од аспект на една борба со актуелниот претседател на државата, борба која што Социјалдемократскиот сојуз кажа дека не беше фер и не беше коректна, меѓутоа заврши така како што заврши. Наш и ваш гостин денеска е господин Стево Пендаровски, со кој што ќе разговараме на сите овие теми. Инаку господинот Пендаровски моментално во Социјалдемократскиот сојуз во оние ресори кои што се водат, одговорен за контактите со граѓанското општество, меѓутоа многу повеќе активни на други полиња. Господин Пендаровски, добро дојдовте во нашето студио. Добро најдов. Ова што го кажав, завидна академска, но и политичка кариера, со што се гордеете повеќе, бидејќи во академската кариера навистина имате завидни постигнувања? Па ја не би ги двојал. Тие работи со една мала забелешка дека ја не сум активен баш од 90, не сум толку возрасен да бидам баш од 90 од оставувањето на Македонија. Објективно сум повеќе активен во втората декада од нашето самостојување, отколку во првата. Јас сум 98-99 бев еден од членовите на колегиумот на министерот за внатрешни работи и бегалска криза, па нашиот конфликт така натака, па после дојдов во кабинетот на претседателот, меѓутоа би било претенциозно да кажам дека сум врсник во политичка смисла со македонската држава, која 90-та година до 93-та до нашиот влез во Обединените нации ја правеа некои други луѓе, пред се претседателот Глигоров. Тоа е точно, меѓутоа веднаш ми наметнувате едно интересно прашање. Јас студирав со еден човек кој што на млади години не размислуваше како вас и стана и подпредседател, стана лидер на партија, ќе ги сечеше канџите на Орлите, Лјупчо Георгиевски. Значи не размислуваа сите како вас. Сметате ли дека тоа е недостаток на македонската политика и на македонската држава? Тоа е за жал еден битен дел од нашата политичка култура, или сакате да бидам повулгарен, политичка некултура. Важи за сите луѓе овде повеќе или помалку што живееме на овие простори, ние практично пред 91-а. Зборам македонскиот народ, македонските граѓани, ние реално немаме контакт со демократијата. Ние сме живееле во поранешна Југославија, меѓутоа Југославија беше структура, беше ентитет, беше федерација која не беше демократска, немаше повеќе партиски политички систем, немаше економски плурализам и така натаму. И ние допрва почнавме да учиме азбуката на демократијата од 91-а натаму. И мислам дека тука лежат сите тие проблеми, што луѓето мислат дека можат и без еден ден работен стаж претходно да бидат премиери, председатели, министри, не знам, директори на битни владини и државни институции, а тоа не е така. Значи ја не пледирам дека треба да бидат сите со бели коси. Тргнувајќи од себе си, јас сум бил на прилично млади години форсиран таму кај што сум бил вработен и во Министерството за внатрешни работи конкретно. Значи јас сум прв за младите да добиваат шанса ми, за некој работен, премиер, председател, министер, клучни ресори, особено на турбулентниот Балкан, вие не можете туку така да се нафатите. Имавме, да не именувам се, други политичари кои без ден работен стаж стануваа министри за внатрешни работи и беа 10 години министри за внатрешни работи. Луѓето не знаат како е да водиш пилјара со два вработени, камоли министр за внатрешни во една држава која има хетерогена етничка структура, има различни религии внатре, има непријатно опкружување, нема традиција во демократска смисла. Допрва ја учиме таа азбука, како што реков, и одеднаш јас можам и тоа да го работам. И ова што јавноста во Македонија не го знае, и не сакам да го детализирам понатаму, имав и јас понуди во изминативе 20 на години да бидам по моје убедување пред време на некои функции и ги одбив, прилично високи политички функции, што сметав дека треба уште леп да јадам, не е туку така да се нафатам. И во биографијата да ми стои дека бил тоа. Мене не ме интересира акумулација на функции. И веројатно во тоа сум еден редок исклучок во македонската политика. Мене ме интересира дали можам таму кај што ме предлагаат да евентуално нешто да придонесам. Не само да се кажам дека сум бил не знам што. Кога веќе споменавте такви функции, министерства, во научно-истражувачките области најмногу ви е, меѓу другото, и разузнавање и национална безбедност, така да ми се наметнува со ова што деново вие се случува во Скопје и со забелешките од поранешната министерка за внатрешни работи дека актуелниот министер не се справува како што треба. Колку Министерството за внатрешни работи според ваша проценка од тој аспект, од тој дел на вашата истражувачка работа се справува добро? Колку е предизвик ова што се случува во Скопје во моментот за меѓуетничките односи и беше ли обид да се навлече Министерството за внатрешни работи и министерот Спасовски
во игра во која што ќе дојде до немири кои што можеби ќе покријат некои други работи? Значи, прво накуса да ви одговорам, па ќе ви кажам зашто така Повелете. стан. Јака му душа на Оливер Спасовски да влезеш во институција која има десетина и изгора вработени, илјади вработени, во која е комплетно партизирана. Една од бомбите децидно кажува наместо МВР како го именуваат. Децидно кажува дека има два штаба. Еден е она класична полиција, другиот е за пред народ и пред амбасадори. Значи во таква една тотално растурена од професионален аспект институција вие да влезете, да се нафатите и да се обидете нешто, да закрпите, ја би рекол во овој краток временски период во кој тој ќе биде тамо технички министер, е навистина треба да му се даде да се почитува тоа што се нафати воопшто да биде. Јас сум бил тамо и ви кажам дека тамо секој пат имало проблеми. Министерството е прилично големо. Министерството е диспропорционално поголемо од сите други министерства и по моќ, и по потенцијална моќ, и по потенцијална моќ за злоупотреби на тие служби, бидејќи тајните служби, како ги велиме ние, се практично дел од МВР. И ја мислам дека до овој момент Оливер Спасовски одлично се справува со таа работа. Вие знаете дека има или претпоставувате или слушате некои маргинални новински извештаи кај што може да допре вистината што се случува внатре, дека таму има обструкции на практично секој чекор, дека таму партиската инсталација на ВМРО ДПМН воопшто не е демонтирана, 2-3 човека тука и таму ако се изместени, тоа не е демонтажа. Практично тој орган и понатаму служи као партиска полиција, партиски тајни служби на ВМРО ДПМН. И мислам дека тука допрва во наредните неколку месеци до претпоставените избори во јуни, Оливер Спасовски ќе има тешки проблеми тоа. Некако да го санира за тоа да заличи на министерство кое треба и мене и вас и сите други да не обслужува подеднакво како граѓани, не да биде министерство за потребите на членовите и симпатизерите на владеачката партија. Нешто што е денеска извонредно актуелно и можеби според многумина една од клучните работи за изборите кои што треба да се одржат, избирачките списоци. Од аспект на тоа дека навистина бевте активен како шеф на Државна изборна комисија. Како го толкувате ова што се случува? Како можело да дојде до вакви аномалии, да има по 100, по не знам колку личности, и како ги толкувате оправдувањата дека тоа било во ред со аномалиите во избирачките списоци? Не може да има оправдување за вакви работи. Видете, проблемот со евиденциите во Македонија има два слоја. Ние од 90-та до денес, од кога се конституиравме као држава, немаме добри, ги нарекуваат на запад, граѓански евиденции, по било која основа. Ставете на страна избори. Ние немаме, колку веќе, 14-15 години, саглам попис направен. Немаме попис направен. Значи, сите статистички индикатори во ова земјиште, например, просечна плата по глава на жител, не знам, инвестиции по глава на жител, вработени и невработени, сето тоа е голема лага, затоа што ние не знаеме колку глави живеат во оваа земја. Од 2002 година, а и тој попис во 2002, па беше оспорено од една друга, трета страна, дека немало толку многу луѓе од еден етникум колку што се прикажало дека има. Значи, јас тврдам дека овој првиот слој, првиот проблем, ние овдека немаме добра, се нарекува институционална меморија. Значи, институциите да бележат кој починал, кој се родил, кој излегол од државата, кој се вратил, по тоа сме во катастрофална состојба. И таа состојба повеќе или помалку се пробликува со сите граѓански евиденции од 90 до денес. Што е проблемот со ова сега што го сведочиме последниве денови? Се случува работа која јас мислам без преседан, освен во една-две други балкански држави, во Западна Европа сигурно го нема. Значи, власта става или допишува гласачи кои не зборуваме за починати, па не се исчистени од списокот. Има и такви. Ние зборуваме за увоз, за контингенти на гласачи од надвор. Во овој случај, не знам колку е тоа на ваша публика и на сите нас јасно, меѓутоа да прецизираме, станува збор за увоз од Албанија и од Косово најмногу, има и од Западна Европа, меѓутоа помалку. И ако земете како бројка од она што до сега е познато, тоа и надлежните органи треба да го кажат, најголем дел увезени гласачи од Гора, област во Косово. Што станува збор за илјадници луѓе кои не треба да бидат со живеалиште во Македонија и да гласат во Македонија, ама дадено име преку ред, незаконски. И тој проблем никогаш порано не сме го имале. Значи, избирачкиот список од аспект на тоа дали се средени општиве граѓански евиденции, никогаш не бил потаман. Да речете, ние имаме до глава, знаеме, кога се заклучува списокот толку и толку дена пред денот на избори, дека се толку луѓе навистина гласачи над 18 години. Прашање е како дошле таму. Ова второ е проблематично се. Тука е класична политичка злоупотреба. Че јас велам и да го исчистиме идеално избирачкиот список, овој другиот дел па нема да биде потаман. Знаете, има една одредба во законот за живеалиште и престојувалиште која вели секој од нас кој излегува подолго од 3 месеци од Македонија треба да се пријави во најблиската полициска станица. Кога ќе се вратите во земјата после таков престој, подолго 90 дена се пријавувате повторно. Објективно тоа малку кој го работи, ако воопшто некој го работи. Не па оние што трајно се селат према Нов Зеланд, например. Но во овој дел, таму е граѓанска немарност,
неможност на државата да ги собере евиденциите како што треба. Овдека станува збор за класична политичка манипулација со цел изборна измама. Овде, знаете кој може да ве стави вас на список? Пробајте вие, ако не сте на тој гласачки список, да влезете туку така со индивидуална акција. Може да ве стави само институција. И тука ако се стотици, илјадници, некои тврдат десетици илјади луѓе кои се на гласачки, а не треба да бидат, баш као ова на една гласачка, на една адреса да имате 10-15, негде над 100 имиња, што е раритет во светски. Ја не сум го чул, ја предавам компаративни политички системи, не сум го видел нигде дека има по стотина луѓе пријавени на една адреса. Тоа е класичен обид за политичка манипулација со цел да ги добиете изборите на нефер начин. И као додаток, као подлисток на втората теза, што исто се случува по прв пат, и ја препознам тука класично кривично дело против изборите, добар дел од овие, бар до сега што ги видовме јавно, се адреси на кои има повеќе десетици и стотици луѓе, се адреси на дел државни функционери. Ете, вие можете да речете некој планинско село, не знам кого сте стаиле, таму и никој не приметил, меѓутоа кога имате адреси на актуелни пратеници, адреси на, пази, имате, например, фрапантен податок, ако е точен, па тоа па не е у светот видено се уште. Наводно има 1-2 плюс на адреса на Америчката амбасада во Скопје ставени. И на британска. И на британска. Да. Така што, тоа е, не може друг да го направи тоа, ако е така како што пренесува добар дел од медиумите, не може друг да го направи, освен органот кој е надлежен за тие евиденции, тоа е МАВР. Меѓутоа, како ја коментирате тезата на ВМРО ДПМН, на власта, дека 200.000 гласови разлика не можат да се направат на таков начин. Значи, тезата е, дури да е вака, не е тоа клучно за крајниот резултат. Таква е тезата. Еве ќе ви одговорам на таа теза со една мала индискреција. Така? Ја имам податок, уште не е јавен, меѓутоа, од мои извори, во комплексот кривични дела против изборите, ова првата акција наречена Титаник, таму има многу кривични дела и повеќе луѓе се обвинети, не само еден и не само едно кривично дело. Само по основ на фалсификувани документи за престој или за гласање, значи фалсификувани лични карти, фалсификувани патни исправи или луѓе кои треба да гласат евентуално у диаспората, не гласат во Македонија. Само таа, значи само по еден основ, по основ на дупли документи, лични, персонални документи, измамата изнесува над 100.000 гласа. Само по тој основ. Кај се другите изборни измами, знаеме дека ги има илјадници, различни модалитети на добивање на гласови, и тука ни еден од тие не е полнење на кутии како што беше 90-тите години, особено во некои албански средини. Значи нема полнење на кутии. Луѓето што тоа го прават многу пред изборниот ден, точно знаат колку гласа ќе добијат, бидејќи тие им се вака обезбедени. И сега ја прашувам, разликата е 200.000 на последните избори. Ако само по овој основ, у тие први обвиненија против десетина луѓе, колку беа, веќе, ако изборната измама се брои со 100.000 луѓе, таа бројка се преполува само по еден основ, а не е само по еден основ правена изборната дубара. Значи станува збор за изборна од колосални пропорции. Тоа не се, они велат 300 души, 500 души, 200 баби од Пустец, не се само бабите од Пустец. Што ако се докаже дека на денот на изборите над 50.000 луѓе влегле во Македонија на гранични премини и вечерта излегле во неделата. Дошле само за да гласат. Гледате околу ова теза која не ја прашавте, не ја поставивте, меѓутоа ја има како еден вид на образложение од така наречените македонски патриоти. Опозицијата е против гласањето на диаспората, што е ноторна глупост. Меѓутоа вели зашто да не гласат тие од Пустец, се македонски државјани. Има два предуслова да гласаш во Македонија на избори. Во Македонија на избори. Мора да имаш државјанство и мораш да имаш жителство. Значи во личната карта да имаш адреса овде во рамките на границите на Република Македонија. Не е доволно да си само државјанин. Ако немаш жителство тука, гласаш у 7, 8 и 9 изборна единица. Во диаспората. Така што да не правиме забуна со тие категории. Така, сега интересна е дали станува збор практично дека се релативизира измамата. Да, има измама, ама мала е, нели? Па мала не е лошо. Како на тоа гледате? Дали тоа се обидува да го прави власта? За жал, знаете како, јас се запрепастив и од образложенијата по однос на првите обвиненија од Картица Јанева. Например, вие не можете да релативизирате без да имате контрааргумент. Ја гледам дури овие првите двајца обвинети кои се бивши министри и кои даваат са некакви интервјуа, без срам и перде на интервјуа излегуваат. И се повикуваат на грешка во постапката. Значи, они велат политички конструирано обвинение. Не слушам од целото тоа трајање на време трајање на интервјуата нивни контрадоказ. Зашто ниту еден од нив, вклучително и нивниот партиски председател, не каже ела бе Зоран Заев или кој веќе ги има тие наводни податоци, докази со тие бомби, уклучени камери 24 сата,
Со суд, без суд, кај сакаш на плоштад, да ги соочиме доказите. Што имаш да те видам? Никој не вели дека тоа не се докази. Никој не дава контрадокази. Сите велат дека тоа е политичка конструкција. Во ред е, како е направена? Како е направена? Ние ги слушаме нивните гласови. Немојте да заборавиме. Значи, Ал Джазира побара австриско и германско вештачење на лентите, дали се автентични гласовите. Странски експерт, не човек од СДСМ или од опозицијата, тврди дека тоа се автентични 100% гласовите. И се, кај е контрадоказот дека ти тоа не си го направил? Од тој аспект сметате ли дека партијата на власт успеа да ја релативизира содржината на бомбите, да не биде толку важна, да ја стави во втор план и да се оди на она дека тоа се незаконски објавени материјали и завршена работа, не треба да се земат предити, не треба народот да знае дека се само зборува. Една работа во целиот тој галиматијас на информации што ги спомнувате е незаконска. Значи на самиот почеток примарното кривично дело незаконското прислушување на над 20.000 македонски граѓани. Тоа... Че ја прашам зашто мене не прислушувале? Зашто прислушувале све што мрда, а е блиску до опозицијата? Зашто? Самото тоа е кривично дело. Тоа сакав, меѓутоа партијата на власт успеа тоа да го остави во втор план како да не е најбитното. Тоа таков печаток веројатно се стекнува затоа што партијата на власт има невидена, ја би рекол брутална контрола на 99% од медиумскиот простор Република Македонија. Зборам за овие што имаат национални концесии кои се гледаат во цела Македонија, особено електронските медиуми. Значи и тоа релативизирање, ако е воопшто успешно, е направено заради тоа и е успешно само кај оние кои одбиваат да слушаат, одбиваат да гледаат, одбиваат да се веруваат на здравиот разум. Дека едниот министер му вели на другиот министер колку е тоа проценти, колку е тоа милиони. За само една делница од магистралата од патот што треба да оди према Гевгелија. Че ние знаете, апла е работа. Апла е. Дали дело тоа и обвинувањата дека специјалното јавно обвинителство е продолжена рака на ЗАЕФ и СДСМ, дека СДСМ се ги порачува обвиненијата и ќе успее ли специјалното јавно обвинителство според вас без специјален суд да ја заврши својата работа? Ова две прашања има, значи во однос на прво ја би сакал да ги прашам тие што така обвинуваат, дека Катица Јанева слуша тоа што ЗАЕФ говори и диктира дневно што да изјавува и кои обвиненија да ги пое. Дали тоа умеѓу време го разбра или го знае од почетокот кога беше гласано тоа специјално обвинителство? На 15 септември минатата година е бирана и личноста која е ССЈО. И сите колку ја знам, законот после тоа влезе во собрание, сите 4 партии поддржаа, има изјави, ден денеска со ниту една изјава не е сменета таа првата изјава на Груевски на сите други, која рекоа ние стоиме за овој избор. Знаете како, во Пржинскиот договор не вели дека специјални јавен обвинител го бира СДСМ. Као што стои на пример за министерот за внатрешни работи. Вели министерот за внатрешни го предлага СДСМ и им го соопштува на останатите. Не вели така. Вели СЈО мора да добие поддршка од 4 партии. И личноста и законот, содржината, надлежностите. До овој момент таа согласност не е повлечена. Ама кога вие гледате дека идат обвиненијата против вас за работи кои се очигледни за целата македонска јавност, во тој момент, велите, ЗАЕФ ги нарачува. Што не ја повлечеш согласноста и да кажеш, ние ова повеќе не го прифаќаме. Има и такви најави, дека наводно постојат од некои си адвокати, иницијативи или правници, иницијативи да се оспори уставноста тој закон. Да. Зашто не го оспориш? Значи, вие секој ден кажувате, ЗАЕФ диктира, Катица Јанева слуша во ред. Зашто не го повлечеш тоа? И рече, ние повеќе не сакаме да бидеме дел од договорот од Пржин. Дали е купување на време, евентуално? Па купување на време и они се мислат дали ќе добијат притвори, ако не добијат притвори, пак ќе поќутат уште некоја недела. Тоа е таа калкулација дали ќе останат на слобода. Иначе ја ви тврдам дека ако имаше притвор, каде што за жал немаше поради познатите состојби во македонското судство и правосудство во целина, еден притвор да имаше, тие ќе го повлечеа својот подпис од Пржинскиот договор. Тоа е јасно како бел ден. Дали ќе го направиат тоа преку ова иницијатива за испитување на уставноста на законот за СЈО или со политичка декларација ќе рече ние повеќе не сме дел од ова и ќе си одиме сами на избори за да победуваме како што победуваме и до сега, инаку да немате дилеми. Тоа е имената калкулација. Ако останат на слобода, можат тие мислат преку медиумите да фрлаат прашина во очи на македонската јавност и да кажат не е баш така како што вели опозицијата, значи од црно да правиш бело и обратно. Тоа е сизифовска работа. Да се вратиме на уште една актуелна работа која што деновива се случува, ситуацијата со орелот и крстот, со верските символи и национални и манипулирање со нив. Дали може да се прави паралела меѓу овие случувања и случувањата во 2001, бидејќи слушаме секојдневно информации дека народот не подлегна на сценарио, нема да се случи повторно 2001, дали е исто сценарио, дали повторно од исти кругови доаѓа ова? Не. Не знаете што постои битна разлика меѓу 2001 и денес. Тогаш постоеше сосема поинако геополитичко опкружување. Беше Косовската војна туку што завршена 99. Имавме бомбардирање на НАТО. Објективно
таа 99-та, 2000-та привршуваше тој процес, го нарекуваат дисолуција на Југославија, конечен распад на Југославија, у кој албанците као фактор во регионот, еден од факторите во регионот, си го бараа своето место под сонце. Кога слушате и кога велат дека ова народот не наседна на овие сценарија, се мисли на сценарија кои одат назад 5-6 години, минимум од црквата на Кале, така наречениот случај, 2011. во кој тоа беше поприлично провиден случај на внатре владина една координација во очи на тогашните избори. Се мисли на серијата тепачки меѓу младинците во автобусите на ЈСП во Скопје, во кој една група врзана со една политичка партија напаѓаше друга група, па другата група враќаше другиот ден, доека не седна главешините и не рекоа доволно ние, се малце ги кренавме тие рейтинзите кој е поголем патриот во својот етнички табор. Се мисли на такво. Иначе гледате дека станува збор за сценарио. Еден од доказите, еден од очигледните индикатори. Имате одлука во овој момент за поставување уште на најмалку 3 крста во Скопје во различни општини. И сега прашувам, ако имало потреба за верниците, ако имало потреба тоа е да биде иницијатива на било која невладина организација, зашто тоа се прави само месец-два пред предпоставените избори на 5 јуни? Не биваше ли тие крстови да ги најавите и поставувате пред 3 години, например? Пред 7 години, например? Зашто сега? Вие практично со таа динамика на поставување крстови уште во 3 скопски општини, освен во Бутел, вие влагате директно у кампања. Во времето предвидено за изборна кампања. Тодор Петров иницијативата во општина Бутел ја поднел 2 дена после поставувањето на орелот, двоглавиот орел во Чаир. Значи, Тоа знаете како тоа се приказни за мали деца, ако се знае дека сите тие се дел од едно исто здружение. Една група од една иста тајфа. Тие координираат на дневна основа и барем што ни треба нам, ни треба оваа работа. Тоа е слично како со приказната за двата нови универзитети. Так. Во Македонија има и од повеќе универзитети на македонски јазик и фала Богу и од повеќе на албански јазик. Се прават 2 нови универзитети, не факултети, универзитети, еден на македонски, еден на албански јазик, за да едниот и другиот може да каже кај своите, еве, не им попуштаме на другиве, него и за нас има нешто. Што е толку провидна една конструкција, што ја мислам дека стварно не постои ни дел од нивното членство кој може да верува во тие работи, а ако се знае и со бомбите и без бомбите, дека тие одлично соработуваат во делот на тендерите, во делот на соработката кога треба нешто некој да се вработи, во делот на вработување вамо по рамковен, вамо по не знам што, и така, значи делот на вработување во кој вие добивате решение за работа, не одите на работа, плата ви тече, стаж ви тече, вие не се појавувате на работа, нема ни столче кај ќе седнете, умеѓу време бркате партиски активности место да работите за државата, че тие работи тоа се 2 глави на една иста, на едно исто тело во суштина. И немојте да имате никакви дилеми, ја мислам дека и бомбите не беа потребни во таа насока, за да сватите, за да разбереме сите ние дека тие си координираат на дневна основа партиските структури на ВМРО ДПМН и на ДУИ и дека тоа така ќе остане и понатаму, значи нема сила која може тие сијамски близнаци да ги одвои. Затоа тврдам дека се работи за планирано сценарио во кое вие нешто ќе добивате, а ние утре ќе реагираме да не останеме без ич. И на крајот кој ви е виновен? Оливер Спасовски и полицијата која, замислите, овие само за месец-два станала непрофесионална. Претходно била европска светска полиција била. Така. Изборите ќе се случат, дали на 5 јуни или подоцна се уште не е известно, бидејќи најмногу како да стана битен датумот на изборите, никој не сакаше да прифати дека да требаат избирачки списоци чисти. Меѓутоа, колку во ваква ситуација ќе може за изборите да бидат клучни програмите? Што ќе одлучува, бидејќи се чини Балканата војна најмногу ја има поддржана од медиумите приклонити на едната или на другата страна? Јас се плашам дека и не само како во претходните изборни циклуси, политичките програми на партиите ќе бидат најнакрај ставени. Иако владеачката партија тврди дека има исклучителни програми само ради програмите и проектите добива со датуми, со рокови за испораки и така натака. Че ја ви тврдам дека и порано и денес, за жал тој изборен клиентелизам и таа изборна корупција е прилично раширена и тука многу малку луѓе ги интересира каква ви е реално вашата програма или некој земал да ја прочита да види дека колку имаше 1200 таму и 44 колку беа проекти. Не. Тие прашуваат што ќе ми дадеш, а овие им даваат. Од кај им даваат? Од кредитите кои секој ден ги земаат, така што се плашам, а подгреано со оваа политичка криза, со бомбите, со целата тензија која оди, се плашам дека уште помалку простор ќе остане за луѓето да се соочат сами со себе, да речат едниот нуди тоа, другиот нуди тоа, во таа магла од обвиненија, посебно засилена со крајниот дисбаланс во медискиот сектор, целиот медиски сектор во Македонија, во кој опозицијата објективно има 2-3 портали со лимитирана читаност и 1-2 телевизии во Скопје каде што може да биде поканета паралелно со другата страна, како што треба да биде во демократија, а овие другите имаат тотално цели
редакции во електронските медиуми, па дури во последно време и оние што не им се баш чисти уредници ги менуваат, сменете се уредниците на Вест, сменете се уредниците на Утрински вестник, приватни медиуми навидум. И се отвараат нови телевизии за кои луѓето кои биле таму тврдат дека имаат милиони фрлено од евра во опрема во целиот тој амбиент, така што не се постава прашање за финансирањето, гледам и дека и реклами имаат од повеќе од самиот почеток, што е малку чудно. Вие треба да направите име па да дојдам да се рекламирам баш кај вас, бидејќи сте гледан и слушан. Ови имаат од почетокот одлично финансирање и точно знаеме некој ќе добие пари за да ги чисти каналите наводно, тие пари после завршуваат во телевизијата во која ти мене не ме критикуваш, пошто утре иде друг, па трет тендер и така натаму, што е се во едно врзино коло. Се плашам дека тоа премалку време има до изборите, кога и да бидат, за да можеме да имаме со ладна глава, што се вели, да процениме кој има подобра програма, кој има подобра понуда. Има една изјава која не треба да ја забораваме во овој контекст на Ван Хаутен, на белгискиот преговарач, кој скоро пред недела-две напише еден свој статус на социјалните мрежи во кој вели дека и 2 години од сега се малку за да се зачисти комплетниот демократски амбиент во Македонија, за да можете вие да имате право на избор. Зашто во овој момент ние само сме форсирани во насока на тоа да имаме избори без избор, без реален избор као граѓани. Значи, изборите можеби нема да бидат битни толку кој ќе победи, туку навистина со каков избирачки список ќе се направат и како ќе се одвиваат. Два елемента има на кои владеачката партија до сега ги добиваше изборите. Едното е околу избирачкиот список и тие фалсификувани документи на илјадници луѓе кои гласаат за вас, па дури дел од нив се увезуваат и од надвор. И овој вториот дел е така наречената изборна корупција, во која, внимавајте, има еден извештај на 4-5 невладини организации презентиран пред 10 дена во Скопје, во кој прецизно броеле она што е објавено од државните институции, значи не иделе, не се прикрадувале во институциите, го она што е јавно достапно, као информација од јавен карактер. Од после Пржинскиот договор, кој е подпишан на 15 јули, вториот дел лани, до нова година, значи во тие 6 месеца, половина година по договорот од Пржино, 5400 работни места се трансформирани од оние на определено во неопределено време. Моето прашање е зашто баш сега? Кредитиве кои се земаат секој дневно, тие не се земаат за да биде Македонија подобра, да имаме патишта, да имаме енергетски комплекси. Не. Тие се земаат за претпоставената изборна корупција која веќе се случува. И јас се плашам дека тука Пржинскиот договор не може многу да направи, бидејќи другата страна воопшто не ги почитува одредбите кои велат, не само списоци и медиуми, по мене тоа е најбитната, најголемата деформација на македонскиот политички систем е во тоа и содржана во извештајот на Прибе, тоа е неодвоеноста на државата од партијата. Имате партија еднакво на држава, по сите ресурси. И вие ако може да направите 5400 трансформации на исто толку работни места, па пута 2 да ги рачунате, со добра дистрибуција, само тие работни места, со добра дистрибуција по 6 изборни единици, ви имате 2 фикс, може да и трет пратеник згора. А тоа не е единствен основ по кој вие ги добивате изборите. Сакам да кажам, она што го нарекуваат странците терен за игра, тој не е еднаков. Тој е нееднаков. Теренот за игра, фудбалскиот терен за игра во Македонија е прилично навален, при тоа што опозицијата е овде долу, на дното, а власта напаѓа одгоре, надолу. Медиумите. Со нив и при крај да одиме со нашиот разговор. Преговорите за медиумите, дали сметате дека одат во вистинска насока, затоа што од некои колеги, од здруженија, од самите новинари се добива впечаток понекогаш дека не одат во насока да се ослободат медиумите, да бидат објективни, туку во насока да се контролираат повторно. Дали одат во вистинска насока и можеме ли да имаме не само македонска телевизија, туку добри правила за игра и на приватните медиуми? Јас немам изворни информации, бидејќи не сум дел од тој преговарачки процес на ниеден начин, можам да од ова што го слушам од луѓе или од медиуми што и од споредба од времето кога бевте и портпарол во Министерството за внатрешни работи, имавте комуникација со медиумите. Да, многу од луѓето ги знам, значи и ден денеска, поготово тие што се повозрасни малку во останати во медиумите, значи имам информација од втора рака. Мислам дека во еден дел, не комплетно, вашата констатација е точна, дека постоја неколку концепти кои се надпреваруваа меѓу себе. Едното тие ги нудеше професионалното здружение, професионалните здруженија на новинари, дали ги имаме две, власта направи, власта направи посебно, направи практично контраздружение. Како и во многу други области. Така. И јас мислам дека и на луѓето што биле внатре што преговарале, не пак на обичниот македонски граѓанин, му е најмалку јасно што фактички беше целта, кој беше концептот кој требаше да добие мнозинство гласови, така да кажам, внатре. Она што е, не можам да влегувам во детали, бидејќи други детали не знам навистина, меѓутоа освен тоа дека постоеле неколку концепти на маса, и преговарачките страни никогаш не се приближиле до едниот од нив, вклучително и оној кој го предложи странскиот посредник. Она што е најтрагично сега, во изминативе, па можеби месеци и повеќе, она што ја го знам, би требало да е точно, преговори за медиумите нема.
Значи, тоа што беше до тој момент така представено и застапувано од преговарачките страни, се е потполно замрено. Ние во овој момент практично нема, може да има некој кафе пиење во клуб на пратеници меѓу некои пониски партиски структури на овие 4 подписнички, но јас мислам дека реални суштински преговори за медиумите нема. Се плашам дека тамо нема ни да има, познавајќи ја волјата на владачката партија, за која сите што се внатрево вклучени тврдат дека е најтврда на преговорите за медиумите, че може за избирачки список да се согласи на нешто, може за било кој сегмент од пржина да се согласи на нешто, не може и не сака да се согласи на било каква реформа, макар козметичка, во јавниот сервис, не зборам за приватните медиуми, и се плашам дека тоа ќе остане состојба или константа и до изборите, кога и да бидат. Едноставно, тука нема никаква политичка волја за прогрес. Ако е тоа така, опозицијата ќе има Какви се шансите на опозицијата во таква констелација, бидејќи медиумите се агресивни прилично? Не, медиумите се агресивни, опозицијата од ден на ден или неделно минимум лиферува колку минути и секунди се трошени на едната и на другата страна за позитивни и негативни. Што да ви кажам, значи да зборуваме отворено, после жестока интервенција на меѓународниот фактор во Скопје. Странските амбасади се повика ради козметика 23 и ги викаат на недела на 2. И се пуштаат информации сега реално да. И пуштаат, еве јас сум бил денеска во Штип да речеме и ќе речат еве 60 секунди бил тамо, не знам што разговарал и после имате преди потоа имате бомбардирање, вас ве ставаат во сендвичу кој нема да се знае после 5 минути што вие стварно сте рекле или ќе ви изврта дека нешто сте рекле, а не сте рекле, ниту сте мислеле не пак да сте рекле. Сеедно медиумите се значајна ставка, значајна лост политичка пропаганда невидена во Македонија од 90 до денес, ни во комунизмот. Ја го имам живеено доста и тој живот пред и во Југославија некогашни пред 90-та, во еднопартиски систем, политичката пропаганда не беше ваква каква што е сега. Ова е човечко и професионално дно. Значи со таков амбиент за политичка игра, ја мислам дека опозицијата ќе има големи потешкоти со своите пораки да допре до граѓаните. Опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пред оваа ситуација со политичката криза, со објавувањето на бомбите од Заев, имаше период во кој што реално беше западнала во одредена криза, промените кои што се случуваа, заминување на одредени кадри. Како ќе влијае оваа ситуација, оваа политичка криза на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каков ќе излезе, независно какви ќе бидат резултатите од изборите? Дали ќе помогне се ово да се консолидира и како партија и во моментов како опозиција, понатаму не знаеме? Да, можам да зборам повеќе за опозиционата структура, не можам да зборам за партијата бидејќи не сум член таму и не ги знам и не сум овластен да зборам за плановите за внатре во партијата. Меѓутоа, тоа се два временски периода за кои прашувате во суштина. Изборниот резултат, кога и да бидат изборите, понатаму ќе диктира еден тип на политички случувања. Што може да се случува до изборите, тоа можам да го предвидам. И веќе се случува. Од минатата година до денес, после една известна летаргија на страната на опозицијата, генерално, опозицијата е помобилизирана и позбиена во своите редови од било кога изминативе 10 години, можеби од кога е во опозиција. Значи не само бомбите, генерално начинот на кој владее владеачката структура пред се ВМРО ДПМН, еден прилично ригиден, еден агресивен начин, не е само обично владење, имаш мнозинство па владееш, меѓутоа, политички затвореници имаме, медиумите се комплетно контролирани. Значи една прилично тешка рака на режимот се чувствува секаде во нашите животи. Начинот на владење, тој аздисување при владењето, не само вообичаено владење во демократија какво што е, ја мобилизира опозицијата и таа добива секојдневно се повеќе приврзеници за својата кауза. По изборите, како секој пат и секаде во светот, зависно од изборниот резултат. Изборен победник, изборен губитник, тип на нерешено, ваква коалиција, онаква коалиција, од тука понатаму можеме да правиме други анализи. Но до изборите, кога и да бидат, опозицијата има јасна излезна линија кон површината, кон дишењето на воздух. И јас мислам дека опозиционото расположение кое од 2011 е неспорно мнозинско во Република Македонија, само што не го гледавме поради изборните нерегуларности, сега има добиено уште повеќе во замав, во динамика. Моја проценка е дека кога во овој момент денеска, еве не на 5 јуни денеска, би имали идеална ситуација, а нема да имаме. На изборите опозицијата ќе добие со разлика од најмалку 100 до 150.000 гласа. Ако има демократски амбиент. Така, ќе се надам дека ќе разговараме по изборите, ќе ми гостувате повторно, пак ќе имаме можности да разговараме како ќе се одвијат работите. Моето последно прашање се однесува на вашето учество на претседателските избори. Од денешен аспект, што мислите, доколку се случеше да победите и да бидете претседател, каква ќе беше вашата улога и колку ќе беше сето тоа комплицирано, дали ќе беа некои состојби поинакви, иако претседателската функција нема некои ингеренции кои знае какви? Јас не можам да си земам сега толкав кредит и да кажам да бев јас на таа позиција, као што
требаше да бидам според јасната волја на мнозинството граѓани, дека немаше да дојдеме до ова дереже. Не можам да тврдам, бидејќи диктатурата во Македонија се воспоставува 10 години, таа не е од лани или од преклани. Значи, минимум од 2008-2009 клучните лостови на изигрување на волјата на граѓаните се присутни меѓу нас. Едно е сигурно, немаше да има иницијатива за помилување на изборни Да, значи, јас ќе имав став за се што се случува околу нас и во мирни времења, особено во турбулентни времења. И за жал да ве вратам на клучниот слоган на мојата кампања, дека Македонија заслужува да има председател. Ние и понатаму, како во изминатите 5-6 години, ние практично немаме човек на таа позиција. Ние имаме човек кој не се меша во својата работа и многу е тешко кога знаете дека немате друг фактор на кој може да се подпрете во битката за демократија и прогрес на Македонија, да се соочувате само со Груевски и со неговата камарила. Споредбата со 2001 и со човекот за кого работев 3 години, покојниот Борис Трајковски, покажува што значи да си од таа партија избран, од таа партија промовиран, неспорно. Чи направен практично од никој, некој направен, од обичен член или не знам, председател на една од тие комисии во партијата, или заменик министер претходно да бидеш председател на Македонија, меѓутоа во клучни моменти, ќе дојдеш на една, како ги нарекува, стратешки раскрсници на македонската независност, да речеш не, благодарам, ја те почитам, јас сум и понатаму член на ВМРО-ДП, не, али ова нема да има мојата поддршка. Чи да молчите во време кога Македонија се разнебитува по сите основи, нема оправдување за никого, најмалку за оној кој сосема случајно се нашол на таа позиција председател на Македонија. И уште една проценка ваша за периодот кој што следува. Тезата и на опозицијата е дека демократско општество баш немаме, демократски избори немаме. Колку време ќе ни треба? Ние 25 години веќе Македонија самостојна држава и на некој начин уште се бориме за демократизација. Ќе трае ли уште таа борба во иднина? И дали сме можеби поназад од она што сме биле можеби пред 10 години? Неспорно сме поназад од тоа што сме биле пред 10 години. А знаете и сами дека имавме огромни проблеми со демократијата и пред 10 и пред 15 години. Чи, знаете, конечно и 2001 дојде зашто имавме известни проблеми со демократското функционирање во едно мултиетничко општество. Она што го знам е дека за да дојде во главите на секој од нас поинаква политичка култура, на толеранција и на градење консензус, бидејќи не градење вака на сила. Јас решив и ти треба само да ме следиш, дека тоа ќе земе генерации. Значи тоа ќе земе декади, децении од нашите животи. Дека Македонија за да дојде до нивото на зрелите демократии во Западна Европа, на Германија, на Скандинавија, скандинавски држави, на Австрија, нас ќе ни бидат малку 1 и 2 мандати кој год да е на власт. Значи идеален демократ да биде на власт не може. Она што е прва задача на било која следна демократска, се надевам, власт во Македонија е да ја поправи економската слика на Македонија. Таму сме во огромна бола. И јас се плашам дека ние со забрзани чекори одиме кон грчкото сценарио, со тоа што нам нема кој да ни помогне за разлика од Грција кој има и диаспора и членка на најважните евроатлантски институции. Значи само она што го слушам од луѓе кои се релевантни во економската сфера и на кои им верувам. Еден мандат ќе биде малку за да се покрие дупката која оставија луѓето припадници на така наречената фамилија. Значи ние должиме многу повеќе од ова што ни го кажуваат дека го должиме, а немаме таква кондиција на економскиот систем во Македонија да можеме да ги сервисираме тие долгови и плюс да се развиваме внатрешно. Значи мојата проценка е дека после изборите главната битка ќе биде на економско-социјален план, бидејќи ова што го прават во изминативе години, особено во изминатива година до 2, луѓето што се надлежни за тие работи во Македонија е злосторство против сопствениот народ. Вие ги задлужувате неродените деца со огромни суми пари. Господин Пендаровски, ви благодарам за разговорот и како што реков, се надевам на нов разговор после известно време кога ќе имаме сигурно и нови состојби кои што ќе одат така како што ќе одат веројатно зависно од сите нас. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со господин Стево Пендаровски. Мислам дека слушнавте интересни размислувања од аспект на состојбите за кои што секако има своje мислење и како политичар, но уште повеќе како универзитетски професор.